дека се создаде паника меѓу претениците од опозицијата кои живеат подалеку од Скопје поради тоа што физички е невозможно да стигнеш до собранието во рок од пола сат. Реагиравме, бевме во контакт, меѓутоа сепак ние имавме представник на Европскиот фронт, заменик координаторот господин Оцали Муради, така да секако ќе реагиравме. Тој сведочи дека дури и заменик министерот бил присутен тука пред да почне седницата и потоа председателката изјавила дека ни напиша на групата што е на комисијата за образование дека со цел пофункционална расправа на предлог законите истата ќе се одложи за понеделник. Тука е големата дилема зошто имаше потреба за итност, за да тоа се создаде паника и меѓу претениците, да се повлечат предлог законите, да се закаже седницата, да се и истата после да се одложи пак. Меѓутоа мислиме, веруваме дека ова е обид како во иднина поради тоа што седницата кај предлог закона за правична застапеност е блокирана од страна на опозицијата, ова ќе биде начин како предлог законите ќе ги стават во нови седници со цел да можат да ги усвојуваат. Меѓутоа тоа е проблем. Тоа е одговорност. Значи, не може да се случи тоа спонтано и акцидентално. Не може ти да ми правиш порак од 4:36 за седница што се одржува од 4:30. Што е тенденцијата? Океј, вие признате дека со своите вашите пратеници се работувате. Нема врска. Значи, а што е процедурата? Ајде да го протоколуваме деловникот. 100 пати во ова комисија, кој што беше европски шампион, апсолутно европски шампион по математика, сега доби светска медалја во Шангај, во Кина, на светска математичка олимпијада. Во сениско успех, значи, за сега имаме шампиони во науката, за кои што државата не се грижи доволно. Амандман да интервенијате, ние не сме толку наедни во правото. Значи, уништувате цела една постапка, постапката тече, кој сноси одговорноста за... Ние завршивме веќе прво читање во комисиите и пленарна седница. Зашто се укочи работите поради злоупотреби од страна на председателот на собранието, седницата 111, вие сте повлекли сите овие предлози намерно. Тоа се не пратили, јас сум избран, народ, сум избран како почитуван заменик министер од нас. Тој е информиран, сите сте били информирани, нас, например, ниту еден не сме информирани. Значи, јас да, овие, како безсмислено. Вие ќе ми утрите и, например, не дозволувате да плачеме. Кај имате? Дозволите да се изјаснат.